Здраво, јас сум Ивана, а вие сте со уште едно ново издание на емисијата Црвило. Што ќе гледате? Во ова издание на Црвило најпрвен ќе го погледнеме интервјуто со наследникот на Горан Иленче Кукич, нивниот син Иван Кукич. Дознаваме што е најново кај него. Свириш на повеќе инструменти. Кои се тие инструменти да ги запознаваме гледачите на Црвило? Добро, главниот инструмент е бас-гитарата. Така, што е во тебе? Да. Иначе свирам клавир, свирам гитара, свирам народни инструменти, контрабас. Тоа е тоа. Инаку во моментов, Иван, ти си студент на музичката продукција и дизајн на звук во Белград. Како се снаоѓаш на факултет во Белград и каков е животот во Белград? Белград за мене има посебно значење. Моето потекло е од Белград, мојот дедо е од Белград. И јас во Белград одам уште од мало исто така и се чувствувам баш како дома. Така. Белград е еден топол град. Се е во Белград. Со факултетот исто фантастично, значи јас сум презадоволен од целата соработка со тимот на Академија уметности и тежок ли е факултетот? Има повеќе теорија или пракса? Има уцепо нешто, ама се што се сака не е тешко и што се работи со љубов. Така, баш така. Има доста комплицирани работи, не велам дека не, ама не е страшно. Ако сакаш да го сработиш тоа што ти е зададено. Моментално заради целата светска ситуација. Така. Прекинати се студиите? Да, беа прекинати, бевме и онлайн и сега не се знае уште што ќе се случува и се надеваме дека ќе биде окей. Така. Ајде малце повеќе да позборуваме за твојата соработка со еден од најдобрите исто така гитаристи во нашата Македонија, Владко Стефановски. Значи веќе година и пол сум дел од Владко Стефановски трио. За мене тоа е најголемото нешто и најзначајно што ми се случило во животот и би го кажал тоа како сон на секој музичар. Бидејќи работата со Владко прво мене ми донесе многу други размислувања, начин на кој да размислувам и да се водам понатаму во животот и целото тоа искуство не се мери со ништо, бидејќи Владко е еден од најголемите. Така. Што подготвуваш нешто ново? Дали можеби подготвуваш некој твој авторски албум? Да откриеме или да не откривам? Мора да кажам дека сега снимавме со Владко и со триото албум. Така. Ете, веќе имаме финални подготовки и се зависи од времето. Се надеваме дека ќе биде готово во брзо време. Исто така подготвувам и мој прв соло албум и ќе биде доста интересно. Повторно ќе те снимиме кога ќе излезе. Да, обавезно. Морам да кажам. Така. Моето хоби е исто студиото и професионално се занимавам со тоа и цело време свирам или сум во студио или само музика. Само музика. Само музика. Добра, да чепнеме малку во приватниот живот на Иван. Дали е заљубен можеби? Моментално не. Моментално не. Не. Ете, девојки да знаете, Иван е слободен. За сите слободни девојки. Да. Така, кога сме веќе кај девојките, што мисли за струмичанки? Дали се средуваат? Бидејќи ете емисијата ни е баш за мода и за убавина, мислиш ли дека струмичанки се убави девојки, се средуваат? Струмичанките ни се најубави на светот. Тоа е навистина убав коментар. Јас ти благодарам многу што денеска одвои време и ни беше гостин во Црвило и ќе чекам повторно да не повикаш кога ќе излезе твојот прв соло албум. И за крај, што ќе им посакаш на гледачите и љубителите на емисијата Црвило? Ви благодарам од срце, соработката продолжува. На гледачите им посакувам добро здравје.
да уживаат во животот и да слушаат добра музика и се разбира да гледат црвило. Томе данес ќе ни ги открива придобивките од тежинскиот тренинг. И една од моите омилени рубрики во Црвило, биди здрав, биди фит. Денеска разговараме повторно за една доста интересна тема, здравствени придобивки од тежинскиот тренинг. Томе, за кого е добар тежинскиот тренинг? Вака, генерално, значи, тежинскиот тренинг ги опфаќа вежбите со терет, затоа и се вели, нели, тежински тренинг, кои може да бидат опфатени во фитнес клуб со тегови, со справи, со затегачи, со ластици или во собствен дом со собствена тежина. Меѓутоа битно е во тој тренинг да има известно тежинско оптеретување на организмот и по тоа се подразбира, значи, тежински тренинг. Не значи тоа дека е само класично бодибилдинг или фитнес оптеретување, него било кое физичко оптеретување во намена на активирање на мускулна групација е тежински тренинг. Тој генерално е наменет буквално за сета популација, од најмала возраст до посериозни, да не речам до доста возрастни години, и без разлика на половата припадност. Значи, ова е спорт или пристап на иницирање на мускулна контракција, која продуцира здравствени придобивки и ред други физиолошки придобивки и од аспект на физички аспект и од аспект дури и на психолошки аспект, буквално за лицата од најмала до голема возраст, да не речам и постарите луѓе, затоа што за секој од нив, доколку се пристапи соодветно со соодветен терк на упражнување на тие вежби, усогласено према потребите и адаптирано према возраста и полот, секако здравствените придобивки се многобројни. Кажете ми нешто поконкретно за одредени придобивки во однос на здравствени заболувања. Па видите, како што и напоменав, тоа е широк спектар на можности и кој како последица од тренингот наметнуваат здравствени придобивки. Тука неколку пати споменувам, но за хормонално балансирање, односно иницирање на позитивните хормони, што ги именувам јас сега, да не се навраќам поконкретно за нив, а тоа е многу значаен фактор за сета популација. Не помалку важно е за младите деца во развој да бидат под физичко оптеретување или тежински тренинг, нормално пак ќе повторам со континуиран и пресметан начин на вежбање. Сето тоа, вклучувајќи ги без разлика, значи и мажите и жените, вклучително и со најстарата популација, сето тоа ни води кон ред придобивки. Например, да почнам, ти именувам неколку од нив. Саркопенија е болест која во денешно време е во огромни размери, меѓутоа не се зборува за неа, затоа што ретко кој од граѓаните и знае дека постои како состојба. Саркопенија е ситуација во која организмот атрофира, односно се намалуваат мускулите, се намалува нивната функционалност и често сме сведоци, а тоа веќе почува после 40-та, 50-та година, да не зборувам 60-та и 70-та година. Гледаме многу луѓе подграбавени кои со тешкоти влегуваат, излегуваат од автобус, се движат со помагала. Значи, за надминување на тој проблем, именуван како саркопенија, фитнесот, доколку е умерено, контролирано и стручно практициран, или тежински тренинг во собствени услови со ластици, со прирачни средства, и текако е значаен фактор за структурата на луѓе во таква состојба, да се избегне состојбата, односно да се добие подобар квалитет на живот.
Значи, со тек на времето, нормално е да организмот дојде до атрофија, нормално е да дојде до намалување на мускулната функција, меѓутоа, сето тоа можеме да го успориме, дури и да го подобреме, од веќе добие на негативна состојба, доколку редовно практицираме тежински тренинг. Друга состојба која е поврзана со саркопенијата, а е многу попозната кај нас, тоа е остеопорозата. Значи, намалување на минералната густина на коските е непријатна состојба, што со тек на време е сурова реалност кај сите луѓе. Меѓутоа, доколку лицето е со изоставеност од аспект на физичко оптеретување, односно тежински тренинг од некој карактер, и во комбинација со саркопенијата, односно атрофирана и нефункционална мускулатура, многу често доаѓа до неможност за соодветно движење, до паѓање, нели, до повреди, кршење колкови на постари луѓе. Сето тоа во функција на зачувување на здравјето и пак ќе речем на по-витален и здрав начин на функционирање, движење и живење, ќе ни помогне тежинскиот тренинг и да ја контролираме, забавиме, па и надминеме саркопенијата, а со тоа ќе ги намалиме можностите за падови и повреди поради артериосклерозата. Тоа е еден од сегментите. Друг не помалку битен фактор се кардиоваскуларните проблеми. Знаеме дека, особено со кардиотренингот, и самото име од тука наметнува, дека се добиваат многу кардиоваскуларни придобивки, меѓутоа со тежинскиот тренинг воопшто не помалку се иницира здраво работење и контрола и одржување на здрав кардиоваскуларен систем. Значи, преку тежинскиот тренинг се контролира и се намалува прво високиот крвен притисок, второ се контролират и намалуваат липидите во крвта, а и едното и другото сами по себе водат кон артериосклероза, односно се чекор пред можност за добивање и на фатални последици на луѓето. Затоа тежинскиот тренинг, кога е одмерен во функција на зачувување на здравјето, со правилно насочување и практицирање, многу полесно се контролират и надминуваат таквите состојби. Следна состојба што можам да ја потенцирам е позицијата, да речеме, дека во Македонија е многу евидентно дека, не само во Македонија, многу честа појава е дијабетесот тип 2. Денешното време со нови турбуленции, со ваков каков што е вообичаено начин на исхранување, непријатно влијае и го провоцира динамиката и работењето на инсулинот, односно иницира негативна сензитивност на инсулин на организмот, што сам по себе наметнува состојба на дијабетес, односно дијабетес по-конкретно од типот 2. Со тренингот, со тежина, директно се влијае на релацијата на инсулин и на тој начин сензитивноста се зголемува на клетките, со што ја намалуваме можноста да се соочиме со овој проблем што го наведов. Значи, покрај ред работи од физиолошки и физички аспект на тежинскиот тренинг, би сакал да спомнам дека има многу придобивки и за психолошкиот карактер. Прво, сите спортисти, особено луѓето кои го применуваат тежинскиот тренинг, имат визуелен ефект од самото тренирање. Тој визуелен ефект без исклучок не може да не влијае на јакнење на самодовербата, на ширење на харизмата во околината на човек кој представува изградена личност, самоуверена личност, здрава личност, пријатна конституција. Сето тоа влијае, значи, на таа лична самодоверба која се шири околу и е не помалку значајна придобивка. Меѓутоа, од друга страна, од психолошки аспект и медицински е докажано дека лицата, да речеме, кои поседуваат анксиозност или депресија, и за нив се препорачува практицирање на тежински тренинг, затоа што сепак во таква ситуација се лачат и хормоните на среќа и задоволство и тие луѓе многу полесно ги надминуваат таквиот тип на проблеми. Друго што би можел да напоменам во овој дел
Сметам дека сепак во состојба на денешно функционирање на системот, препорачувам да луѓето не ги запостават можностите покрај своите семејни обврски, работни обврски и сите дополнителни нивни активности. Сепак сметам дека треба малку да се свртат кон себе, кон сопственото здравје, кон сопственото јас, да си посветат внимание на себе преку издвојување на дел од своето време во фитнес центри, преку тренинзи да се чувствуваат пофит, да бидат посрекни, позадоволни, поздрави, поспособни луѓе во оваа општество. По сето тоа што го кажа, значи вежбањето ни носи само позитивност. Дефинитивно, тоа е одамна докажано. Така, но мислам дека и на оваа тема може да се зборува многу, но овде мораме да се одјавиме. Туку во наредното издание се гледаме повторно со Томе со некоја друга тема. Ако побарате од кој било експерт да ви даде совет како најдобро да се грижите за себе и за вашето здравје, веројатно повеќето ќе имаат одговор исхрана и квалитетен сон. А ако ги консумирате овие зеленчуци, вашата кожа ќе биде сјајна и чиста. Во продолжение. Она што го јадете влијае на секој сегмент од вашето тело внатре и надвор. Кога зборуваме за позитивните ефекти, исхраната може да ги намали болестите, да добиете енергија, да го промени расположението и да се чувствувате подобро. Додека првата претпоставка е дека клучот е во одредени додатоци во исхраната или суплементи, всушност станува збор за урамнотежена исхрана полна со овошје и зеленчук, што му помага на вашето тело да функционира подобро. Коски, кожа, мозок, срце, бели дробови, воспалителни процеси, расположение, хормонална неравнотежа. Тоа се сите работи на кои храната навистина може да влијае, но ќе се фокусираме на кожата. Ви донесуваме список на зеленчуци што ќе и даде најдобри придобивки на вашата кожа за да ја одржува сјајна и чиста. Зелка. Зелката е одличен извор на влакна што игра важна улога во намалувањето на воспалителните процеси и производството на добри бактерии, поради што може да се подобри текстурата и изгледот на кожата. Спанак. Храната богата со витамин А може да го намали предвременото старење и оштетувањето на кожата, па затоа спанакот е одличен избор. Карфиол. Карфиолот и брокулата се богати со витамин С и бета-каротен, што ќе ги отстрани штетните материи од вашето тело. Лук. Една од намирниците кој што е позната по здравјето е секако лукот, кој содржи една од најдобрите бактерии за нашето тело, кој ги смирува воспалителните процеси во организмот, кои влијаат и на кожата. Прокел. Бидејќи е богат со витамин С, прокелот ја штити кожата од оштетување од животната средина, го потенцира производството на колаген и ја прави вашата кожа посјајна. Моркови. Бета-каротенот е уште една корисна хранлива состојка кога станува збор за здравјето на кожата. Бидејќи бета-каротенот делува како антиоксидант во организмот, тој може да ги отстрани штетните компоненти од телото кои промовираат старење и воспалителни процеси во телото. Кел. Исто како морковите, келот содржи бета-каротен, но исто така има магнезиум и влакна кои ја стимулираат кожата да свети. Ако ви издодеала едната иста фризура што секојдневно ја повторувате, не би било лошо да ја испробате оваа заборавена ретро фризура која се врати во мода. Славните убавици не можеле да ја одолеат, а кога ќе видите колку едноставно се прави и вие ќе ја засакате. Славните убавици не можеле да ја одолеат, а кога ќе видите колку едноставно се прави и вие ќе ја засакате. Не е тајна дека боб е кралицата на сите фризури, но кога станува збор за стилизирање на косата, изминативе месеци се провлече една заборавена фризура која никој не ја очекуваше. Натапираната коса со нанадвор навиткани врвови одеднаш го преплави Инстаграмот, а сето тоа благодарение на славните трендсетерки кои ја вратија во мода. Ким Кардашијан, Дуа Липа и Дженифер Лопес се само некои од славните убавици кои ја вратија оваа ретро фризура која била популарна во 1960-тите години.
Некогаш ова фризура ја негуваат тогаш омилените холивудски актерки кои биле инспирација и пример за жените ширум светот, а ни денес ситуацијата не е многу поразлична. Откако J-Lo, Ким Кардашијан, Кайли Дженер, Дуа Липа и Оливија Кулно објавиле фотографии на Инстаграм на кои позираат со оваа фризура, многу жени ширум светот посакаа да го сторат истото. Многу е лесно да се направи оваа фризура, а се што ви треба е тенка пегла, посебно направена за виткање коса, неколку шнолички, лак за коса и чешел. Пет совети за шминкање за девојки со сини очи. Вистина дека не сите стилови и бои се исти за секого, па затоа пред да одлучите да копирате изглед, размислете што најдобро ја истакнува вашата природна боја и форма на вашите очи, што одговара на вашиот тен. Овој пат откриваме неколку правила за оние со сини очи. Ако сакате да ги потенцирате, за да направите сините очи да изгледаат уште подобро, поистакнати, а изгледот поотворен, изберете топли бои. Нијанси на портокалова боја, нијанси на бакар, корал или бронза. Ако сакате да постигнете интензитет, ако сакате да го зголемите интензитетот на сините очи, изберете бои што одговараат на нив. Например, темно сина, светло сина, тиркизна, сива или сребрена боја. Ако сте повеќе за поприроден изглед, за сите оние кои сакаат природен изглед, експертите предлагаат мат нијанси на кафеави сенки. Во овој случај, изберете ја онаа што најдобро одговара на вашиот природен тон на кожата. Ако сакате малку подраматичен изглед, сакате ефект на зачадени очи, црни зачадени очи, за жал, секогаш изгледаат пренагласено на сините очи, па не е ни чудно што девојките со сини очи често носат кафеава верзија на техниката Smoky Eyes. Кафените нијанси ќе се вклопат подобро со природната боја на очите, а покрај тоа ќе добиете и поприроден ефект и еднаков драматичен интензитет. Ако сте за понежен изглед, девојките со сини очи можат да изгледаат романтично и нежно само ако сакаат. Обидете се да ја направите вашата шминка полесна и да се потпрете кон посветли нијанси, да ја следите природната боја на вашите очи. Со други зборови, нежни розови тонови на устните, руменилово нијанса на праска или кајсија на образите и зошто да не сина маскара. Драги мои, се надевам дека и со денешното издание на Црвило успеавме да го задржиме вашето внимание и се надевам дека и наредниот петок во истото време ќе бидете со нас. Следуваат уште многу други изненадувања од мене. Чао!